Добар ден, ученици! Јас сум Зденка Димич и доаѓам од Основното училиште Кочо Рацин од Куманово. Денеска, по предметот биологија, за 9 одделение, како наставна единица, изборуваме за вештачка селекција. Да видиме прво кои се наставните цели на часот. Учениците да знаат да ги разликуваат поимите природна и вештачка селекција, и да научат за значењето на вештачката селекција кај видовите организми и улогата на човекот во истата. Ние од детството сме обкружени со припитомена околина. Домашни животни, овошки, зеленчук. Се прашуваме од каде сето тоа доаѓа. Дали некогаш се ова слободно живеело во дивината, а подоцна било поттикнато да го смени и прифати помалку напорниот живот во селските доматинства. Одговорот на ова прашање е дека голем дел од овие животни и растенија се наше дело. Пред 10.000 години не постоеле крави, молзници, кучиња шарпланинци или мериноовци. Кога човекот ги припитомувал предците на овие животни, тоа биле организми кои помногу се разликувале од денешните нивни потомци. Така се вршило контрола на нивното понатамошно размножување. Се размножувале оние вариетети кои биле подобри за човекот. Ако на човекот му требало куче како помошник за чување на овци, се бирале видови кои биле интелигентни, послушни и со вроден талент за терање на стадото, што е корисно за животни кои што ловат во чопори. Големите раширени вимиња кај кравите молзници се резултат на интерес на човекот за млеко и млечни производи. При одгледување на домашните говеда, како пример еве, се мереле и оценувала млечноста, колку месо ќе дадат, особините на плодноста, здравјето на животните и друго. Пример за ова е домашниот азиски бивол кој се одгледува во многу делови од светот. Овој бивол се наоѓа во дивината како диво животно и во минатото, кога човекот ги припитомувал, тој правил разлика помеѓу оние животни кои што биле покрупни, поголеми, поагресивни, па бирал меѓу нив оние што биле помали, покротки, за да може да ги користи за своите активности. Да влече плуг, да влече кола со товар, така да денеска од ваквите диви биволи се добиени раса на домашни припитомени биволи, кои што и ден денеска рековме се користат во многу делови од светот. Кај нас овој домашен припитомен бивол едно време многу се одгледувал, но денеска многу е намалена неговата бројност, дури може да се каже дека и беше за еден извесен период исчезнат од овие простори, но се прават обиди да се врати повторно во селските доматинства. Инаку како еден интересен факт, од млекото на биволот се добива многу квалитетното сирење моцарела. Значи, примерот за овој домашен припитомен бивол е тоа да кажеме дека човекот со избирање не создава нови гени кај говедата, туку со одбирање на животните со поголема производствена можност и отстранување на оние со помала, од генерација во генерација се здружуваат посакуваните гени, додека висината на непосакуваните се намалува. Втор пример за ова е како човекот игра улога во тоа да ги избира животните, е расата овци Асаф. Тоа е раса која што е добиена со крстување на два вида на овци, Аваси раса овци, доста стара раса на овци кои што потекнуваат од пред 5000 години од долината на реката Еуфрат, и источно-фризиската раса на овци од областа Фризија во германско-холандската граница. Овие овци, значи, имаат висока млечност, плодни се, даваат доста волна и месо. Значи, станува збор за две млечни и високопланински раси на овци кои поради млечност и давањето месо брзо се прошириле во Европа. Ги има многу денеска, значи оваа раса Асаф во Шпанија, Португалија, Бугарија, кај нас исто така многу во Македонија, но и во другите делови од светот, во Перу и во Чиле. И само како еден податок,
Ова слика овдека е слика на див муфлон, кој се смета дека е предок на сите видови раси овци кои што денеска се одгледуваат во светот, а ги има некаде од прилike околу 40. Овој див муфлон и ден денеска живее во дивината. И од сето ова е изложено, и овдека имаме така интересни видови на по-стари автохтони раси на животни. Тоа е кравата буша, која што на многу малку денеска се одгледува. Повеќе имаме со крстување се добиени нови видови, и овцата праменка. Се поставува прашање како настанале современите видови на домашни животни и кои биле причините да човекот одгледува еден вид, а другите да ги запоставува. Па еве го одговорот на тоа прашање. Во биологијата, селекцијата значи избирање или издвојување на видови или единки со најдобри, најприкладни особини за одредена, однапред поставена цел. Во биологијата, природната селекција е појава да од организмите од една популација подобро се одржуваат, напредуваат и се размножуваат оние со генетски комбинации кои се подобро прилагодени на околината. За разлика од природната, вештачката селекција е процес на одгледување на животни или растенија со цел да се добијат нивните посакувани особини во наредното поколение. Вештачката селекција не е случајна, туку се контролира од страна на луѓето. Всушност, ова настана единица зборува за таа вештачка селекција и за улогата што ја одиграл човекот во оваа вештачка селекција во текот на илјадници години. Познатиот природонаучник Чарлс Дарвин претпоставувал дека вештачката и природната селекција функционираат на ист начин, а особините кои биле посакувани дале на видовите предност. Оние кои можеле да преживеат, живееле доволно долго за да ги пренесат подобрите особини на своето потомство. Со менување на видовите со човечка интервенција се добиваат посакувани особини кои ќе бидат представени во натамошните генерации, а тоа се изведува во контролирани услови. Секоја особина на едно животно или растение може да биде предмет на селекција. Вештачката селекција се применува денеска кај растенијата почнувајќи од житарките, овошјето, зеленчукот, а кај животните кај говедата, овците, свињите, кучињата и така натаму. Кај животните, например, вештачката селекција се изведува така што се спаруваат две единки со бараните особини со цел да се добие поквалитетно месо, млеко, јајца, волна и друго. Може да се користи за добивање на кучиња за изложба. Еден пример од птиците, ова е див гулаб, со негова селекција и крстување се добиени вака интересни видови на гулаби кои што денеска се одгледуваат и се предмет на всушност се предмет на изложување на различни изложби на овие гулаби. Доста луѓе во светот се бават со ова голубарство. Сегашната разновидност на одгледуваните растенија е резултат на долго преименуваната вештачка селекција. Пример, зелката, брокулата, карфиолот, келјот и келеравата настанале од еден заеднички предок. Овој предок еве го овдека и ден денеска се среќава во нашите дворови, покрај зградите, куќите, патиштата. Селекцијата и оплеменувањето кај растенијата при вештачка селекција се изведува така што се комбинираат различни својства кај родителите во единствен фенотип. Фенотип, нешто надворешто што може да се види кај потомството, ама во исто време се создава нов генотип, значи гени кои што се градени во клетките. Овој процес се нарекува хибридизација и има голема примена во полјоделството, овоштарството, шумарството и цветјарството. Со хибридизација се постигнува поголем принос, отпорност кон штетниците и друго. Пример за добра хибридизација е ченката. Таа е донесена во Европа од Америка и прво се одликувала со тоа што имала само неколку десетина зрна на едно растение, за да денеска приносот од едно растение достигне до 1000 зрна. Ченката се одгледува близу 10.000 години со цел да биде повкусна и похранлива од своите предци. Погледнете какви биле сиромашни со зрна предците на ченката, но со нивно крстување во тек на илјадници години
Добиени се клипови, односно кочани на пченка, кои што имаат многу повеќе зрна. Денеска овој процес на одгледување на пченка може да се каже дека толку е изменет, да пченката не може да се размножува без присуство на човек. Таа всушност се опрашува со помош на ветер, но човекот толку многу е експлоатирал оваа култура, така да во лабораториите секоја година излегуваат нови видови на пченка кои што имаат поголеми кочани клипови, значи повеќе зрна и поголема отпорност кон штетниците. Човекот гледано од историски аспект за исхрана ги користел прво растенијата кои ги наоѓа во природата. Со тек на време, како ги одгледувал растенијата, забележал подобар или полош принос од одредени видови. И тогаш се појавила мислата дека треба да ги размножува и да ги сочува за наредните години само успешните видови. Колку и да било тоа неплански смислено, може да се каже дека тоа се првите чекори во селекција на растителните култури. Пример за ова е пченицата. Археолошките пронајдоци укажуваат дека припитомувањето на пченицата првпат се случило во долината на реката Нил во Египет и Тигар и Еуфрат во Месопотамија. Старите видови на пченица, како што е спелт пченицата, денеска се одгледува многу повеќе од порано. Оваа пченица се карактеризира со тоа што со вкрстување од неа се добиени нови видови на пченица, се разбира поквалитетни, ќе видиме. Пченицата спелт се одликува со помали приноси. Погледнете колку помалку зрна има на класот, но има помала количина на глутен и добро поднесува студена клима и потпорна е на болести во однос на новите сорти на пченица кои даваат поголеми приноси, имаат поголема количина на глутен во своето зрно и гледате има повеќе зрна на класот. И како една интересна занимливост, за да не се изгуби контролата на сето ова и да не се изгубат основните така наречени стари видови и сорти на растенија од кои потекнале сите денешни, кои човекот ги користи во исхраната, направени се многу бројни збирки и локалитети каде се чуваат и одгледуваат автохтоните и основни видови. Најдобар пример за ова е семенската крипта во Норвешка, каде се наоѓа најголема банка на семења како еден вид на сев, еден вид осигурување од исчезнување на некои растителни видови. И од сето ова презентирано, како едно прашање интересно за истражување за вас ученици, да одговорите зошто кога научниците сакаат да добијат подобар вид на некое растение, истите ги чуваат во лабораторија наместо надвор. Можете да истражите, еве дека ви се дадени слики како се спојуваат два цвета за да се изврши оплодување, односно опрашување, крстено опрашување, или со помош на четкичка се зема од поленовиот прах па се пренесува на други цветови, но се ова се врши во контролирани, затворени лабораториски услови, стакленици, пластеници и така натаму. Зошто тоа научниците го работат во лабораторија? Ете, тоа е ваша задача, да истражите и да одговорите на ова прашање. Се надевам дека беше интересно. До следно видување, до гледање.